11 измамени од агентот за недвижности Зоран Божиновски, кој еден стан го продавал на четворица, четврти пат разочарани го напуштија кривичниот суд. Место пресуда или отплата на уплатениот капар, во петокот уште еднаш се одложи судењето. Измамените граѓани велат дека претходно не доаѓал измамникот, а на последното рочиште дошол, но не дошла судиката Александра Ристевска, а судот ги известил дека е болна. Измамата на агентот Божиновски е една од последните во низата измами во земјава со повеќекратна продажба на еден ист стан. Тој за време на корона пандемијата продавал станови во аеродроми во Кисела Вода и за еден ист стан капар земал од повеќемина граѓани кои откако откриле лани во мај и во декември поднале кривична пријава, а годинава почнале судењата. Иако ја признал вината и најавил дека ќе им ги врати парите земени како капар, судењата со месеци само се одложуваат, а Божиновски не им ги враќа парите. Судивката, во присуство на обвинителката на рочиштето кое беше во септември, кажа, бидејќи не е тука присутен обвинетиот, ќе биде донесен со придружба и ќе наредам сега притвор. Но за жал господинот цело време се шета по Скопските улици, грискајќи сончоглед, изигрувајќи господин, а ние веќе втора година не можеме да излезиме накрај и купува време. Не само со оштетените, сега почна да купува време и со овој суд позади мене. На едно од судењата Божиновски ветил дека ќе го отплати долгот на измамените граѓани на 2 рати, но од тогаш поминале сите рокови. Како капар од граѓаните земал сума од 2 до 8.000 евра. Тој потврди дека е виновен, како прво има аргумент, прифати во септември да даде 20.000, прва рата, октомври, крајот на октомври 30 и 31 да ја доплати, другата рата до 60.000 евра. На последното рочиште се појавил со купче пари во судот и им понудил да им врати помал дел од капарот, кој измамените граѓани не го прифатиле. Даде он изјава во суд дека ќе ни ги врати парите и со рок и во записник. Еве сега четврто, пето рочиште, он носи некоја сума. Сега донесе сума од 150.000 динари. Која не е евидентирана во записник на предходно. А он должи 60.000 евра. А судиката не е тука, јавната обвинителка не е тука. Ние не сме известени дека они нема да присуствуваат, судењето се одложува. Прошлото судење се одложи, господинот Божиновски не беше. Ние секој рочиште доаѓаме и некој нема. Господинот нити е во притвор, нити ништо, си се шета као секој нормален граѓанин и оштетува може уште други. Значи мора јавно да го видат луѓето на фаца, да го знаат кој, за да не му плаќаат. Во целата измама, граѓаните велат дека успеале да си ги вратат само парите уплатени во град Скопје за данок. Плативме и данок, ни ги врати од вај у градско собрание парите. Мојот стан е продаден на 4 души. Собственик на станот, на становите на зградата е Александар Димишков. Ама ние не го видовме собственикот, значи имавме работа со агентот, што конкуриравме на Пазар 3. Становите беа пуштени, влеговме, ја како оштетена 5 пати имам влезено во станот, намештај, порачав све. Агентот Зоран Божиновски на последното рочиште го напушти судот од службен излез и избегна да даде изјава. Не е достапен ниту на телефонскиот број кој го имаат оштетените. Неговата агенција за недвижности е затворена. Следното рочиште има закажано за 7 декември. Како поларна мечка е заштитено. Например, треба да се обезбеди све и да го затворат. Дел од становите кои ги продал во расадник се веќе вселени. Станарите велат дека многумина становите ги купиле токму од истиот агент.